Почитувани граѓани, тоа што го тврдевме додека бевме во опозиција, дека тогашната локална власт во општина Прилеп, на чело со Маријан Ристевски, тргнала по криминалните стапки на Никола Груевски, сега се констатира и од страна на полицијата. Тврдевме дека извештајот на Државната ревизија е доказ за криминалното и коруптивно трошење на парите од општина Прилеп. Врз база на извештајот, лани, Општинската организација на СДСМ Прилеп поднесе кривична пријава против тогашниот градоначалник Маријан Ристевски и НН лица. Помеѓу други сомнежи во пријавата, наведовме дека општината набавувала нафта за грејење без евиденција за прием на горивото, на залихата што останувала и без подпис на крајот од годината. Полицијата, постапувајќи по отворен предмет на основното јавно обвинителство Прилеп, врз основа на наоди од Државниот завод за ревизија, извршила проверки и констатирала дека во 2015 и 2016 година општина Прилеп проектирала и набавила далеку поголеми количини нафта за грејење од реално потребните. Иако реалната потреба за набавка на екстра лесно масло за грејење на новата општинска зграда на општина Прилеп изнесувала најмногу 10.000 литри по грејна сезона, сепак за 2015 и 2016 година општината исплатила вкупно 66.725 литри повеќе без реално оправдување за таквата количина. Врз база на овие наоди, до основното јавно обвинителство, полицијата поднесе известување за постоење на основи за сомневање за сторено кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување и несовесно работење во службата против Маријан Ристевски, поранешен градоначалник на општина Прилеп, Дарко Рибаровски, раководител на одделение за општи и заеднички работи при локалната самоуправа, Кире Наумовски, домар и лице задолжено за прием и надзор на набавката, и Александар Талимџиевски, секретар на општина Прилеп. Спротивно на одредбите на Законот за финансирање на локалната самоуправа и на Законот за извршување на буџетските средства, наменските средства за грејење на општината биле проектирани на ниво далеку од реално потребните, при што пријавените секој во рамки на своите надлежности во текот на 2015 и 2016 година предизвикале штета на буџетот на општина Прилеп во вкупен износ од околу 41.000 евра. Почитувани, Македонија станува правна држава со нула толеранција за корупција, во која секој што ги прекршил законите ќе одговара за своите постапки. Благодарам.